Енормни количини од дим секојдневно го трујат Берово од компанија за производство на гази. Неверојатно е како сето ова поминува и како туристичкото Берово, белите дробови на истокот го поднесуваат отровот кој им се сервира на сите од утро до мрак. Граѓаните и природата во Берово имаат голем непријател на кој општината и државата мора да му кажат стоп. Непријателот им е познат на сите, но молчат граѓаните. Молчи градоначалникот, а државата ја нема никаде. Имаме 100% непријател. Вели гледач за телевизија Стар од Берово. За проблемот, градоначалникот од Звонко Пеќески вели: Во моментот, општината си ми дадено дозвола, бе интегрирана на субјектот, во која се поднесе сите документи. Вчера имавме дојава, значи, од страна на група на граѓани, бидејќи инспекторот веќе известно време е отсутен од работа, овластениот инспектор за заштита на животна средина, и препративме утрово писмо да постапи по представката од граѓаните државниот инспекторат за животна средина. Сите иницијативи на група граѓани за решавање на овој проблем досега пропаднале, но од чист воздух и здравје нема да се откажат. Поддршка немаме од никој, но нашиот број е се поголем. Ке излеземе на протести, а прв кој ќе биде повикан на одговорност е градоначалникот Пеќески. Не сме против работењето на компанијата, но бараме таа да постави филтри. Потенцира нашиот соговорник. Што вели на ова Пеќески? Значи, се додека не се изврши инспекцијот надзор да се утврдат состојбите кои се дел од реакцијата на граѓаните, нема потреба да разговараме за состојба, бидејќи веќе во неколку наврати дел во редовни, дел во воредни инспекции надзори, акредитирана лабораторија ги потврдува резултати дека се во границите на нормалата. Значи, од наша страна, бидејќи имаме не е во состојба инспектор на терен да констатира состојба, препратено е согласно закон до надлежен државен инспектор за заштита. Телевизија Стар денес направи обид за контакт со мнозинските сопственици на компанијата, но тие беа безуспешни.